Почитувани дами и господа, коалицијата Никогаш Северна само Македонија во пресед на утрешната седница на Советот за безбедност бара од председателот на државата и од сите политички субјекти во државата да се договорат за воведување на кризна состојба во рок во трајање од 30 дена, бидејќи сметаме дека ќе преобладува совеста и грижата на граѓаните на Република Македонија и доследно да се почитуваат препораките на кризниот штаб и дека подобра е кризна состојба отколку воредна ситуација. Второ, исто сметаме дека во текот на утрешниот ден председателот на државата мора да закаже седница на сите политички субјекти со кои што ги закаже изборите, меѓутоа утре да бидат повикани и сите председатели на политички партии и представници на коалиции кои кандидираа листи за престојните избори, се со цел да се договорат околу одложувањето за одреден период на воредните парламентарни избори, бидејќи грижата за здравието на граѓаните е поголема од било какви избори. Сметаме дека кризната ситуација треба да продолжи, треба да биде во рок од 30 дена, а доколку не биде подобрена состојбата, тогаш можно е да побара од собранието повторно да биде продолжени за 30 дена. Исто така предлагаме во име на коалицијата владата да донесе да воведе пакет мерки кои што ќе бидат насочени кон ублажување на негативните ефекти од епидемијата на коронавирусот врз економијата и здравствената состојба на граѓаните, како и врз целокупната состојба на државата. Поради тоа бараме целосно затварање на границите за сите граѓани од други држави и задолжителна 14-дневна изолација за сите оние граѓани кои што доаѓаат од државите кои што во моментот се прогласени за држави со ниско ниво на ризик, поради фактот што ситуацијата се менува драстично од момент во момент. Второ, бараме од Министерството за надворешни работи, поточно од дипломатските и конзуларните представништва на Република Македонија, да се потрудат подитно да им помогнат нашите граѓани кои се наоѓаат во моментот во други држави, а поради воведените мерки за забрана на напуштање односно преминување на границите, да им овозможат безбедно враќање во државата и при тоа и за нив исто да биде одредена задолжителна 14-дневна изолација. Бараме итна суспензија на обврските на граѓаните за плаќање на режимските трошоци, пред се даноците и ратите за кредит на граѓаните, се со цел да се намали притисокот врз домаќинствата и малите бизниси. Четврто, бараме, бидејќи на банкарите не им текнува, бараме од владата на Република Македонија и од Народната банка на Република Македонија да изнајде законски начини со кои што ќе ги одоброволи банките да им помогнат не само на граѓаните, туку и на сите оние кои што ќе бидат погодени од корона, кои ќе имаат последици од коронавирусот. Исто така бараме извршителите само иницијативно да ги стопираат сите нивни активности кои се насочени кон наплата на долговите на граѓаните во овој период. Бараме исто така да се донесе одлука онага како што го направија владата во Хрватска, владата во Бугарија, да се донесе одлука за замрзнување на цените на основните прехранбени производи во продавниците, односно како во малопродажбата, така и во големо продажбата, да се замрзнат цените на медицинските инструменти и средства, како и средствата за лична хигиена кои што ни се неопходно потребни во овој момент. Исто така бараме и субвенција од државата во висина до 70% на сите поголеми компании и институции кои што ќе претрпат штета за време на време на кризната состојба. Бараме драстични казни за граѓаните и за правните лица во износ од 3000 до 5000 евра, пред се кон оние кои што демонстрираат антисоцијално однесување, прекршувајќи ги превентивните мерки на кризниот штаб. Исто така ја подржуваме одлуката и ја поздравуваме одлуката за мобилизација на целокупниот медицински персонал во Република Македонија и ја поздравуваме одлуката на одделни приватни здравствени институции да се стават во интерес на државата и во се со цел да се
да се намалат негативните последици од коронавирусот. И на крајот бараме ригорозни казни за сите оние субјекти, пред се мислам на објекти, на локалите и други институции кои не ги почитуваат препораките за неработење, односно кои што овозможуваат и понатаму собирање на граѓаните по разни основи. Ви благодарам на вниманието.